Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Мицковски крши прописи и лумпува по кафеани, а ВМРО ДПМНЕ шири лажни вести и глуми загриженост за здравието на граѓаните. Христијан Мицковски беше жив фатен како ги прекршува прописите во време на пандемија, додека со часови седел во затворен дел од ресторан кој заради заштита од вирусот не смел да работи. Според информации објавени од МВР, полициски структури дошле до ресторанот каде седел Мицковски во обид да го спасат од одговорност. Имало и обид да се скријат камерите на кои се гледа како Мицковски ги крши мерките за заштита од ковид. Ваквата операција да се скријат доказите докажува дека Мицковски многу добро знаел дека не смел да биде во затворен дел од ресторан и дека со тоа кршел забрани. Не е точно неговото тврдење дека не бил доволно информиран за протоколите. Ова однесување на Мицковски, освен што е незрело и неодговорно, во исто време е и опасно по здравието на граѓаните. За него поважни се кафеаните и теретаните, отколку јавното здравје. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМНЕ и Мицковски бегаат, не одговараат на прашањата со кого тој се среќавал при посетата на ресторанот. Низ јавноста и низ медиумите кружат информации за тоа со кого Мицковски се среќавал додека ги кршел забраните. Мицковски упорно бега и не одговара на јавно поставените прашања. Мицковски треба да одговори. Со кој седел внатре во ресторанот и дали тоа биле повеќе од двајца на една иста маса? Дали на иста маса со Мицковски седел и Ален Зекиров, добро познат лик, поранешен член на обезбедувањето на Сашо Мијалков и личност на која и се судеше за прегазување човек? Дали на истата маса седел и поранешен директор на управата за безбедност и контраразузнавање? Дали станува збор за тајна средба, па затоа и персоналот на ресторанот со часови не дозволувал пристап на инспекторите? Што договарал Мицковски на таа средба? Ново кршење на мерките? Мицковски е неодговорен и опасен по јавното здравје. Во време на оваа сериозна здравствена економска криза, Мицковски останува запаметен како фактор на деструкција, човек кој свесно и намерно ги прекршува мерките и задолженијата и со тоа го загрозува јавното здравје. Целата јавност гледа како во време на сериозна здравствена криза Мицковски вежбаше во теретани, групно се качуваше на водно, а на крај лумпувал во кафеани во дел кој не смее да работи. За сето време ВМРО ДПМНЕ глумат загриженост за јавното здравје, додека нивниот шеф свесно ги прекршува мерките и задолженијата. Ќе остане отворено прашањето дали ќе беше возможно ваквото неодговорно однесување на Мицковски доколку неговиот послушник Наке Чулев не повикаше на неказнување на несовесните граѓани во случајот Мицковски. Се враќали познатото МВР, граѓаните го ценат и ќе го судат ова опасно однесување на незрелиот и неодговорен Мицковски. Почитувани граѓани, во ситуација кога ја немате закрилата од Министерството за внатрешни работи, нека Мицковски не биде ваш пример. Коронавирусот е реалност и опасност. Почитувајте ги препораките, со тоа го чувате вашето здравје, здравјето на вашите најблиски и на сите околу вас. Ви благодарам.